Супернова е најголемата експлозија што луѓето некогаш ја виделе. Секоја експлозија е исклучително светла, супермоќна експлозија на звезда. Но што предизвикува супернова? Еден тип на супернова е предизвикан од последниот стив на масивната звезда што умира. Ова се случува кога звезда најмалку 5 пати поголема од масата на нашето Сонце ќе згасне со фантастичен тресок. Масивните звезди согоруваат огромни количини нуклеарно гориво во нивните јадра или центри. Ова произведува тони енергија, па центарот станува многу жежок. Топлината генерира притисок, а притисокот, создаден од нуклеарното согорување на звездата, исто така ја спречува таа звезда да се распадне. Звездата е во рамнотежа помеѓу две спротивни сили. Гравитацијата на звездата се обидува да ја притисне звездата во најмалата, најтесна можна топка. Но нуклеарното гориво што гори во јадрото на звездата создава силен надворешен притисок. Овој притисок се спротивставува на внатрешното стискање на гравитацијата. Кога масивна звезда ќе остане без гориво, таа се лади. Ова предизвикува пад на притисокот. Гравитацијата победува и звездата наеднаш пропаѓа. Замислете нешто милион пати поголемо од масата на Земјата да се урне за 15 секунди. Колапсот се случува толку брзо што создава огромни ударни бранови кои предизвикуваат експлозија на надворешниот дел на звездата. Обично останува многу густо јадро заедно со облак од топол гас што се шири, наречен маглина. Супернова звезда, која е повеќе од 10 пати поголема од нашето Сонце, може да ги остави зад себе најгустите објекти во универзумот, односно да стане црна дупка. Една од овие небули или маглини е маглината Рак, која е остаток од масивна звезда во нашиот Млечен пат. Таа звезда умрела на оддалеченост од 6500 светлосни години. Астрономите и внимателните наблюдувачи ја видоа суперновата во 1054 година. Но колку се светли суперновите? Овие спектакуларни настани можат да бидат толку светли што ги надминуваат сите нивни галаксии неколку дена или дури месеци. Нивната светлина може да се види низ целиот универзум. Но колку се чести суперновите? Астрономите веруваат дека околу 2 или 3 супернови се случуваат секој век во галаксии како нашиот Млечен пат. Бидејќи Вселената содржи толку многу галаксии, астрономите наблюдуваат неколку стотици супернови годишно надвор од нашата галаксија. Вселенската прашина го блокира нашиот поглед на повеќето супернови во Млечниот пат и токму поради тоа не можеме да ги видиме. Но што можеме да научиме од суперновите? Научниците научиле многу за универзумот проучувајќи ги суперновите. Тие го користат вториот тип на супернова како линијар за да ги измерат растојанијата во Вселената. Исто така научија дека звездите се фабрики на универзумот. Звездите генерираат хемиски елементи потребни за да се создаде се во нашиот универзум. Во нивните јадра, звездите конвертираат едноставни елементи како водород во потешки елементи. Овие потешки елементи, како што се јаглеродот и азотот, се елементите потребни за живот. Само масивните звезди можат да направат тешки елементи како злато, сребро и ураниум. Кога се случуваат експлозивни супернови, звездите ги дистрибуираат искладираните и новосоздадените елементи низ Вселената. А дали знаете како научниците успеваат да ги проучат суперновите? Научниците на НАСА користат голем број различни типови на телескопи за прибарување, а потоа и проучување на супернови.
Еден пример емисијата NuSTAR, односно нуклеарна спектроскопска телескопска низа, која користи рентгенска визија за да го истражува универзумот. NuSTAR им помага на научниците да ги наблюдуваат суперновите и младите маглини за да дознаат повеќе за тоа што се случува пред, за време и после овие спектакуларни експлозии.